Чакайте да ви прикажувам за Ленина. Како млада студенткиња на медицина во Берн, во Швајцарија, во куќа на брат мој, доктор Адам Етингер, први пат го видох Ленин. Брат мој Адам, 17 години постар од мене, во Женева тој се запознал со Ленин и тие станали присни пријатели и соработници. Брат мој се оженил со полкиња, доктор по философија, своја политичка едномишленица. Ленин и Плеханов секаја субота после пладње доаѓали од Женева во Берн за да држат предавање на студенти од славјанското порекло кои студирали во Берн. Со Плеханов обично доаѓала Љуба, Ида, Акселрод и Мартов, а со Ленин, Троцки и многу ретко негова супруга Крупска. Тие предавања со дискусии обикновено се продолжавали до полноќ. И тога Ленин доаѓал кај нас во нашата куќа, где бил наш гост до понеделјак са бајле, кога се враќаше во Женева. Во неделја пред пладње, во куќа на наша, се собирали политички едномишленици. Тука се дискутирало на разни политички теми, а највеќе за работничкото прашање. Ленин бил на мишлење дека работничкото прашање може да реши само револуција, ама та револуција не може да биде во скоро време. Еднош, кога се говорило за експлоатација на работници од страна на работодател, јас сум бурно реагирала. И тога Ленин казал: види го маленки бунтовшчик. И тога всеки пат тако ми се обращаше при секи наши средби. После пладње, во неделја, ако било кишовито време, Ленин и брат мој играли шах, дека двајцата били добри шахисти. А кога имало хубаво време, тога правили сме сите излети по прекрасната околија на Берн.
Spremali сме бомбони, со кои Ленин полнише джепови, да би их делил попат на деца, со кои почвише да говори. Ленин был много скромен човек, имаше необикновена работоспособност и голема любов за човек. Особено го сакал децата и животни. Кога тој кај нас ручаше, ми сме се старали да се готви сите јадења кои тој сакаше. А вино пиеше, подајте ми ја чашата, од овој пехар. Ленин знаеше да биде и сентиментален. На Нова година, 1909 година, тој ден прето, тоест на 31 декември 1908 година, дојде од Женева кај нас да проведеме заедно новата година. Ленин, брат мој и жена му, отидоа в град да купят нешто за Нова година, а јас со куќната помошничка останахме дома. Таја ми спремила купатило, но заборавише да фрли вода во казанот и само запалива газ. И кога ми јавише што купатило е готово, кога отворих врата од купатило, се направи експлозија и парче од метал ме погоди во челото. Ја паднах на пракот, онесвештена. Девојка која то видела, со викање и стрчава на улица. И во тој момент Ленин и брат ми и жена му се вращаше од град. Тие се растрчали по лекари и после Ленин 4 дена не се вращал во Женева и све време сидел поред мој кревет и отиде само тога кога лекари го уверили што не сум више во опасност. И секи пат кога гледам себе во гледало и видим белекот, морам да се сетим на Ленина. Тој ми прикажуваше тога за своите приклученија во изгнанството во Сибир и разни работи само да ми ублажат бојките. Во началото на 1909 година Ленин отиде на гости кај Максим Горки на Капри. И после тоа, заедно со супруга си, Надежда Крупска, се преселил во Париз. Летниот распуст 1909 година, од 1 август до 1 септембер, проведох заедно со Роза Луксембург во Кларау на Женевското езеро. Кој видел Роза Луксембург, не можеше да помисли да во такво слабо тело се крие таков јак дух, таква енергија и таков говорнички дар. На 12 август 1913 година ја дипломирах на медицински факултет во Берлин. Истата година докторирах таму. Отидох во Полска да се видим со татко ми и во мај 14 година положих државните испити во Петроград во Русија. Јас се врнах во Берлин и заедно со брата ми и со жена негова отидохме на годишни одмор во Крумхибел, 7 сати далеко од Берлин. Во другата половина на месец јули, брат мој добил од Ленин, од Поронин, писмо, где се договарат со него за да заедно идут на комунистички конгрес
на друга интернационала, кој треба да се одржи во Брюсел, во Белгија, и треба да почне на 1 август 1914 година. Но тој конгрес не може да се одржи, дека на 1 август 1914 година почна Први светски рат. Од Крумхибел морали сме да се врнеме во Берлин. Тука настануват наши неволи. Брат му и жена му морали да поднесут оставка на професорски положај, дека били руски државјани. Од татко од Полска не си могли ништо да добиеме, дека граница била затворена. Морали сме секој ден како руски државјани да се јавljаме на берлинска полиција. Руски цар Николај II во замена за својот кум генерал Цвет ослободил од заробljeništvo 3 германски генерали. Со тој услов да веднага генерал напусти Берлин и да дојде во Русија. Во први момент генерал се збунил и кажа да тој као болен не може да направи таков пат. Само би мог да путува за Русија ако би со него дошол негов лекар, тоест ја. Ја испочетка отказах ово. Но после 7 дена стално наваливање од страна на германските власти и на шпански посланик, попустих и реших да предузмем путување за Русија. И на 15 јануари 15 година со генерал Цвет отидох за Русија. Све време и патем, и во Берлин уште, све време ја му раскажувах на генералот за Ленин и за комунистичка партија. И кога сме наближаваме Петроград, тој ми кажеше со отчајање во глас: сега како ја ке живим, каже. Од руского генерала царского ви стевали комуниста. Ленин тога се наождаше во Поронин, во Галиција. Од Берлин имах со себе една мала сума пари, која се чинише 6 руски рубли. И за тие пари 2 недели живеех со чај и со хлеб. И после 2 недели добих место на лекар во 169-та војна болница. Тоа била болница за редови. Имаше 350 кревети и 6 лекари. Во јануар 1916 година во 169-та војна болница дојде уште еден лекар, тоа бил доктор Владимир Каваев, југословен, родом од Охрид. Во јануар истата година образована била една група од балкански комунисти большевики. Од ова малка група се стои после една голема партија, дека сите напредни јужни Словени, што били во Петроград и во околина, приклучили се кон ова група. Во воздух осеќала се дека дојдо неки промени. И на 27 февруар 17 година избила февруарска револуција. На 3 април 17 година во Петроград пристигнал Ленин, свечено дочекан од работници и интелигенција на Финска железната станица. На 4 април моја пријателица Марија Улјанова, сестра на Ленина, ме поканала ке нејо
за да се видим со братот нејзин Владимир. После 8 години, кога ме виде Ленин, тој узвикнал, как поживаеш, маленки бунтовщик? Тој ми казал тога, што не се надевал, че револуција ќе биде тако брзо. Војната убрзала револуција, ама тој каже, не е уште права револуција. Права револуција има тек да дојде. Наступили тешки дени за Петроград. Ленин сјако после пладње држеше предавање за народ од балкон на палата Балерина Кшешинска на угол меѓу Каменостровски и Невски проспект. Најглавно тој говорише да треба да се оконча рат. Трн во око беше Ленин за Керенски. Да би избегал арестување, Ленин бил приморан во лето 17 година да пребегне во Финска. И тамо се баја ги запослил кај еден фински земјоделец као негов работник. И после се шегуваше, че припремаше план за Октобарска револуција во зелени радни кабинет, тоест во шума. Во втората половина на октомври 17 година Ленин се вратил во Петроград од Финска и се настанил на крстарица Аврора, која била окотлена на нева визави на Зимни дворец. На 23 октомври започна Октобарска револуција, која ја трајала 3 дена. Состојбата беше тешка. Населението беше 3 дена без хлеб, без вода, без огрев и без осветление. Улиците били раскопани. Навсекаде се пуцало. Никој пат нема да заборавим последни рафал кој бил испален точно на полноќ на 25 октомври од крстарица Аврора на Зимни дворец. Ленин образовал совети на работници и на селјани. Она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились хитрой полоске, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений. Младината во желба да раскрсти со свето старо, почела да унишчава споменици на улици. Еден ден, кога поминах по Каменостровски проспект, видох како од лицеј кој имал една од најбогатите библиотеки во Европа, излеви група младинци и носят хрпи книги и списања, ставлят на тротуар и запалват. Револтирана од трчак во Смолен институт при Ленин, а имах право секој пат кај него да идем, кога била потреба. И му расказах ово. Тој веднага по телефон повикал го Луначарски, ја повторих то видено на Луначарски и Ленин тога казал: "Ме не сме вандали, ме треба да будем носители на култура. Такви ексцеси не смеют више да се повторят." Во јануар 18 година ја се верих за доктор Владимир Каваев. А во февруар тој беше назначен за политички комесар на Централни исполнителни комитет. На 14 јануар 1919 година ја се венчах со доктор Владимир Каваев и станах југословенска државјанка, македонка. Ленин ми честитал од Москва венчање.
Доктор Владимир Каваев назначен был за шеф на санитет на Северна комуна и околия, на Петроград и околия, а я за него помощник. През день я и мой мъж лечили сме и болни и ранени войници от фронт. Morali sme za kratko vreme da organiziramo 30 letući odredi na front i 8 sanitetskih punktovi po site rajone na Leningrad. Petrograd se oslobodio. U proleće 1920 godine građanski rat u Rusiji je prestana. Stanje to bilo mnogo teško za naseljenje. A naročito bilo teško za Južne Slovenije. I Južni Sloveni počeli da navaljivati na doktor Kavajev za da izdejsovat njihov povratak na Balkan. Ja i moj muž otidohme po Moskva da se posavjetujeme s Leninim. To iz početka nije htjel da sluša da ja im i Kavajev da ideme od Rusija. Meni predložil post na pomoćnik na ministarka na narodno zdravje, a na muža mi da bude upravnik na vojna bolnica u Leningrad. Ja sam objasnila toga što smo mi toliko preumoreni da moramo na izvesno vreme da promijenimo milije. I objasnih mu vo kakvo teško položenje se naoštet Južne Slovenije. Toda to nas uputil kaj Čičerin, ministar na inostrane poslove, da so njego da rešimo pitanje kako možemo da napustimo blokirana Sovjetska Rusija. Na 17. juni 20. godina mi so sanitetski vozovi odpratili smo site Južne Slovenije do estonska granica. A mi smo otišli v Moskva da se oprostime od Lenina i od Radeka. Prvo smo otišli v Treća internacionala i zajedno sa Radeka ojdokme v Kreml da se oprostime so Lenina. Lenin po svoj običaj skromen bil kao всякой pad. Vo svoje to paltence kratko, vo kašket, vo Kreml izbrao za življenje dvije najmalki sobi, so najelementaren namještaj. Nas oprošćaj beše mnogo srdečen. To i pak žalil što ideme od Rusija. Ja mu obješćah što kad se vratime, poslije nekoliko godina, kad dojme opet v Rusija. I sigurno bismo održali obješćanje ako bi bil Lenin živ. Lenin na rastanak mi kazao, malenki buntovščik, buntuj se всегда, когда видишь неправду. Na 20. juni 20. godina mi smo napustili Leningrad srdečno i toplo ispratjeni na železnička stanica od predstavnici na vlasti. Otidohme v Berlin na specijalizacija možda za hirurgija, a ja za pediatrija. I tek na 5. juni 21. godina imali smo sredba v Berlin so Carnegieva ekspedicija koja viknal na pomoć od Amerika Lenin, pošto v Rusija vladeješe glad. Ova Carnegieva ekspedicija na čelo so Miss Beb nosila za Rusija hrana,
stručnjaci, lekovi. I Miss Beb dojde kaj nas v Berlin da neki savjeti da zemite od Mažami, koji byl dobar poznavalac na Rusija i na ruskite priliki. Tek vo 1923. godina dojdohme sa Maža vo Jugoslavija. Prvo smo se nastanili vo Struga, той беше избран за predsjednik opštine i mnogo napravil za Struga, koja беше toga vo jedno očajno položenje. Vo 1927. godina mi smo se preselili od Struga za Ohrid. 11. juli 1931. godina muž mi vo Zagreb umrel, a ja so mala kerka ostanak v Ohrid. Za sve vreme na prebivanje naše vo Struga i v Ohrid, mi na pouzdani krug na ljudi smo im raspravljali za Lenina, za Oktobarska revolucija i na svjetski značaj na taja revolucija. Ja ostanah vo Ohrid da lečim ohridski narod, čiji stanah prijatelj i to prijateljstvo spaslo mi život vo vremena okupacija, deka beh mnogo presledvana od okupatora. Ljubav moja posvetih na djeca, deka se sjećam kako Lenin isakal djecata i životnite.